Значи тука со нас се двајца легендарни фудбалери за Прилеп и за победа. Љубо Ивановиќ, Тони Шалев. Прво со Љубо Ивановиќ мислам дека логично е бијќи доаѓате од најдалеку. Меѓу овие 30 собрани овде денеска, вие доаѓате од најдалеку. Кажете ни каде дојдовте и како дојдовте, дали се двумевте на поканата бијќи доаѓате од далеку? Веста покана ја добив во Германија, заминав од Белград за Германија за Хамбург, од тамо преко Грција се вратив и дојдов во Прилеп пред 2 дена. Не се двумев никако и да не бев таму ќе дојдов. Оти ова е единствена прилика кога после 38 години се собравме по прв пат вака сите заедно од таа легендарна или најуспешна генерација на победа од 87 година. Дали се сеќавате како дојдовте тогаш во победа? Каква беше понудата? Во победа дојдов, јас требаше Пелистер, имав понуда уште после војска 83-84, не појдов тогаш. Се обнови понудата 87, меѓутоа тогаш во Пелистер беше несилна конкуренција, меѓутоа дојде Трајче, починатиот, Бог душу да му прости, тогаш победа имаше шкрипа на играчиве и добив понуда од победа преко Трајче Маđовски и така дојдов во Прилеп. Првиот надпревар како беше? Првиот надпревар се сеќавам баш против Слобода Ужице 1-0. Тепавме и излезе слика во Спорт. Победа поново игра пред препун стадион. Значи публиката во сеќавање. Да. Шалев, вие што ќе кажете од нова? Па јас беше Слобода Тито Ужице се спомна. Да. Мене ми беше во крвта тоа да сите утакмици ќе ги играме и победуваме. Љубо тогаш дојде, му беше чудно малце да игра пред 15.000. Гледачи шо е така е брат. Ние зборуваме слободно сега, нема. Да. Како пред се сакам да кажам дека Љубиша Ивановиќ е добар човек и беше прифатен од сите од нас, како и јас што бев прифатен од сите бивши играчи на Победа, бидејќи јас кога дојдов во Победа Прилеп, ние бевме само тројца играчи од страна. Грото на играчи беа од Прилеп. Сега да кажам Ристо Глигоровски, Маневски, Сосулевски, Лазе Петрески, Васко Димитриевски. Домашен кадар. Домашен кадар, само тројца играчи бевме од Македонија тогаш дојдени во Победа. Со текот на времето се менува условите, така дојдовме. Ивановиќ да кажеме кога дојде, вие како Тони Шалев бевте староседелец може да се каже. Да. Па не бев ни ја многу староседелец, година, две, која година? 2 години, 87-ма ти. Не, јас дојдов во Победа 84-та, па ме пратија во војска, така да стандардно почнав од 85. 85-та. Али да, за него беше староседелец. Значи требаше вие да го прифатите него. Па тој нека каже за тоа. Ама тогашно живење и тогашно дружење, сите фудбалери од Победа живеевме кој еден. Тука не се правеше разлика. Заедно тренинзи, заедно излегување, заедно јадење, пиење, спиење, буквално се. Не беа они многу по излегувањето, да кажеме уште сега. Имаше многу страто, имаше исто за една жена од Прилеп, имаше многу страда излегува навечер, ние беме послободни. Така да само слуша од нас како беше во вторава година, во последнава година. Малку се шалиме сега. Преубави година, преубави. Може да се оцени како професионализам, може би се подготвуваше за наредниот тренинг. Тежок професионализам. Тежок професионализам. Да, најтежок. Да се справи со прилепчанки беше најтежок професионализам. Така е. Бидејќи јас и тој, за жал неговата жена е почината, Господа е прости, и јас сум прилепски зет и тој е прилепски зет, како и сега што е Стојковиќ. Како и многу фудбалери што станаа прилепски зет. И опште не жалиме за тоа. Ајде и за тој феномен да го кажеме. Многу фудбалери остануваат тука како прилепски зетови. Па кај мене тоа е нормално. Ние викаме дома зет некој. Сега дома зет, тоа е баш стар збор прилепски. Али јас играв 10 години, тука дојдов на цутот на младоста на 18 години, не е случајно. Каде ако не на друго место во Прилеп. Тоа е така тоа. и кај нас вела, од кај ти е жена, тамо ти е род. Али Прилеп и Кавала се на 40 километри, така да исто како едно излегување. Например, кога игравме Белград, одевме на тренинг по 30 километри, патувавме секој ден. Тука стадионот не беше на 1 километар и тоа е тоа. Тони, и во претходниот разговор спомнавме дека
Како беше приврзан за Прилеп? Играше за Тиквеш, а кога Победа гостуваше во Кавадарци и се враќаше назад во автобусот, прв патник беше Тони Шалев. Па тоа ви кажав тоа. Едноставно не случајно погрешив, се качив во автобусот на Победа, за да после тоа 15 минути испадна оние наши муабети нормални. Тонија продаде утакмицава на Победа, бидејќи на таа утакмица јас промашив и пенал. Мислам, Зоран Мицевски бранеше, него одбрани, него погоди статива и се комплетира едно со друго, така да после таа утакмица јас и се вратив во Победа. А секогаш имаше многу публика и во Кавадарци кога гостуваше Победа. Победа беше респектиран тим. Не само во Кавадарци, Победа кај што играше беше најгледан тим. А поготово меѓу Победа и Тиквеш, да. Вклучително и во Македонија. Секаде. Македонија, да, секаде. Една се сеќам кога гостувавте, чинам дека беше во Битола, не со некоја друга екипа понисо, каде што не се наплаќа никогаш лезници. Меѓутоа кога Победа дојде и тоаш на брзина тие извадува некои парагон блокови, импровизација од влезници и така околу 1000 влезници продадоа. Тоа што ти кажав јас, Победа каде играше ги полнеше стадионот. Еве, вие сте сведок, кажете ми каде игравме ние, стадионот не беше полн. Една утакмица кажете. И со Љуботен во Тетово, и со Балкан во Скопје, со Работнички, и во поново време кога се фузиравме, кога беше единствена прва лига во Македонија и со Вардар, и во Скопје, колку гледачи само доаѓаја Прилеп. За Прилеп да не зборувам, полн стадион. Наше во време колку не прате гледачи од Прилеп, било каде да игравме, имавме. А вие и македонски зборувате и сега? И уште зборувам повеќе јазици, али остана прилепски. Зборува повеќе јазици, македонски и српски. И грчки, и руски, и бугарски. Македонски мене ми изгледа како најчисто, да. Тука Па еве, не долго време туку и родени беше. Знаеш како зборува? Кога одиме Белград не зборува македонски. Кога доаѓа тука не зборува српски. Јас ќе видам шанса, имам доста гости во Белград, во Србија и секогаш зборувам со нив на македонски јазик. Кога ќе ми дојде гости од Грција, на грчки. Еве и детево ми се занимава, тој писател и шириви култура низ Македонија за Прилеп не правиме муабет, сега е Германија, тој има 3 книги, 4 објавено на македонски јазик, на мајчин јазик. Ги преведуваме на српски. Филмови што снима, документарни и остало, сега се спрема за прв игран филм. Не знам дали ќе годинава да снима, во Србија ќе да го снима, со тематика, со глумци од Македонија и од Србија. Најдобар другар му е ваш најпознати глумац, 10 пати, 15 пати дома кај нас иди, Жарко Димовски. Тој е тренутно во најпознат театар не само на Балкан, него во Европа. Жарко Димовски е кај Желјко Митровиќ во театар Одеон, во Пинк, да. Во театарот и тој прво дојде во еден друг театар во Белград, му беше сон да дојде во Белград како глумец. Кога Желјко ги повлече и пејачите и глумциве, тој замина во Пинк, а сега отвори најмодерно позориште кое се пореди само во ранг на Лондон, Англија, Париз. Има још кусур позоришта таква низ Европа. Театар. Добро, да се вратиме на фудбалов. Да се совлада екипа од Србија, а Србија е позната фудбалска земја каде што се великани клубови. Да се совлада клуб од Србија е голема вредност, а да се совлада и нагости нешто што се памти цел живот. Таков пример е ОФК Београд, таков пример е Борац во Чачак. Да. Што го постигна победа. Како тие ги прифатија тие порази? Тогаш уште во тоа време Победа словеше под број 1 по публикава као еден од најгледани тимови во југословенски простори. Четврти по публика, по некои статистички податоци. Звезда, Партизан, Хајдук, Сплит, па Победа, Прилеп во сооднос на жители на градови од каде доаѓаа клубови. И секогаш Победа имала и респект не само во Србија, било каде да игра. Шалев
Шалев вика бргу се навикнал на тоа, на тренинзи да има публика по неколку илјади. На нашиве тренинзи имаше по малава трибина, секојаш беше полна. И на големава. По 2-3 илјади луѓе ми во тој период имавме константно во летен јесенски период имавме по 2-3 илјади луѓе на тренинзи. Сега кај нас екипи од пролигашки ранг во текот на цела сезона немаат по 3000. Да сонува таа бројка на На овој 21 век е доста различен од 20-тиот. Јас не можам да ни зграда минуваме од Јас ви кажав и во претходно интервју дека тоа беа убави времења. Треба да напоменеме дека во ниво од тој период многу работевме. Ние трениравме по 3 пати на ден. Јас денеска сум Значи вие без разлика што не се сметавте за чисти професионалци, работевте како професионалци. Не, ние се водевме, имавме професионални договори. Далеко од тоа дека не се водевме како професионалци, али колку беше тој професионализам, ние знаеме, ние не одевме на работа, сите бевме, требаше да бидеме осигурени, али сега тие се други работи. Зборот ми беше дека многу се тренираше. Секоја работа мора да даде резултат. Денешните екипи во прва лига тренираат, еве јас го гледам кај нас тикаш по еден пат на ден. Не можеш да играш ти фудбал со еден пат на ден. Ние немавме тогаш имиња и презимења во таа фудбалска втора лига на Југославија, ама многу работевме. И резултатите дојдоа на виделина. Не во првиот месец, него во втората декада на тој. Ништо не е случајно. Ништо не е, во фудбалот нема случајност. Е сега да ми кажете за исто така едно сеќавање мое кога Победа беше кандидат за прва лига на Југославија и не успеа да влезе во таа прва лига, туку и не успеа да влезе во единствената втора југословенска лига одавде до Словенија. Во спорт Миле Талевски тука е, Миле Талевски напиша на српски ќе го кажам, најфудбалски град у земји Прилеп данас е најтужни град. Јас на тоа ќе кажам едно, добро прашање, ама на погрешно место. Мислам дека сум јасен. сето исто јас само тоа можам да го кажам. Ако читате во наводници, добро прашање, ама на погрешно место. Да беше до нас играчиве, ние ќе тепавме сигурно. Крај на приказката. Значи вие бевте немојчни нешто да направите. Мислам дека бев јасен. Постоеше нешто. Ајде уште еднаш да кажеме што како сега сте поврзани со фудбал, дали сте поврзани воопшто со фудбалот? Јас долго време работев професионално, се бавев со менаџерство, меѓутоа због многу валкани работи, излегов од фудбал. Сега така понекогаш не пратим фудбал. Едино што сум поврзан со фудбал е што сакам и уште увек играм мал фудбал, голем фудбал носим. Па тоа е најдобро за здравјето. Тоа ми е тоа. А иначе излегов од фудбал, оти кроз живото видов многу валкани работи низ фудбал и не можев едноставно да го губам образ зарад тие нечасни работи и затоа излегов од фудбал. Дали да ве очекуваме следниот пат, например, в година, пак да се соберите овде и вие да бидете присутни? Да сме живи и здрави и да поиграме малце. Аз и сега велев, реко да се скинеме малце, да истрчаме на стадион, да ја осетиме треба. Нормално, да. Да. Значи да ве очекуваме во дресови и во опрема. Да, да. До година сигурно, да. Прво, второ, онда трето полувреме. Да, да. А Шалев, а ние можеби ќе ве видиме некаде на делегатската, контролорската листа? Јас сум член на Фудбалска федерација на Македонија, член сум на верификациона комисија и одам делегат на надпревари од прва лига, така да со вашиот потпредседател Маријан Стојков сме во блиски односи и сме нон-стоп заедно, така да ништо не може да ни промакне ни во Прилеп, ни во Скопје. Тука сум во фудбал, да. Се надеваме дека ќе направите нешто да Колку често сте пак на Молим? Прилеп колку често? Па секој втор ден. Исто како порано. да не кажам нешто, ти може да жена му ќе слуша. Меѓутоа, Шалев кога ќе дојде во Прилеп, верувам дека е обкружен од многу луѓе, зборуваат за фудбалска тема, за се и се што. Често гостини кај него во Београд. Го посетувам во Београд. Да, ја, они, Милан Тодоровски и Јонос сме најнего во тие комуникации во односи и користам прилика да му се заблагодарам за гостопримство во Београд. Инаку има јас кај да појдам Београд, али сега што одам прво кај него, а потоа одам Како најблизо човек. Останало Бидејќи директорот на Црвена звезда Терзич ми беше цимер во ОФК Београд,
да имаме добри односи. Значи фудбалот е Цеца виноват одници за се. Цеца Ражнатовиќ, познатата пејачка, ми е добра другарка. Има кај да појдам, али секогаш прво одам кај него. Кога сум у Београд. Од срце ви благодарам за разговорот и во следна прилика пак да се видиме и пак вака расположени. И на вас ви се заблагодаруваме и се надеваме дека ете денеска разборавме дека има неко ново раководство или нови струи во победа да ја вратите победа таму каде што и припаѓа место. Секој добро.